Во друго истражување што го направи детската амбасада Меѓаши, 2/3 од родителите се за комбиниран модел. Би ги пуштиле децата на училиште само ако нема натамошен раст на заболени од коронавирусот. Моделот од крајот на минатата учебна година покажал слабости. Децата добиле повисоки оценки, но помалку знаење. Најбезбеден услов за образовниот процес во услови на ковид е онлайн наставата, покажало истражувањето на детската амбасада Меѓаши. Над половина од анкетираните родители се изјасниле за ваков вид на образование, но слична е и бројката на оние кои имаат став за комбинирана настава. Сепак сите се едногласни дека најважно е здравјето на децата. Свесни се за моментот на важноста на физичкото присуство во училиштето и тие гледаат кај своите деца дека има последици по децата, дека тоа не е заменливо, но секогаш има едно но, дека во моментот недвосмислено родителите истакнува дека здравјето е пред се. Досегашното искуство покажало дека онлайн наставата кај некои деца предизвикала позитивни промени, се вклучиле во домашните активности, се посветиле на своето хоби и читањето книги, но родители забележале дека некои деца станале депресивни, социјално изолирани или незаинтересирани. Ако се има добра волја, може да се направи навистина да биде комбиниран во зимскиот период онлайн, а во есенскиот и пролетниот настава во природа, на отворено, со можност во училишниот двор да се изведуваат некакви активности, едноставно децата да си ги видат своите другарчиња и своите наставници. Физичкото присуство на децата во училиште е незаменливо, велат педиатрите. Според доктор Кимовска Христова, најприфатлива е комбинираната настава. Не сум сигурна дека ќе може да се запази токму носењето на маски како дел од протоколот за заштита. И не сум сигурна дека е доволно добар, да речам, ке помалите деца или корисен, затоа што тоа дете нема да знае кога треба да извади, а кога да стави маската. Дури 58% од родителите рекле дека децата имале подобри оценки, но се стекнале со помалку знаење преку онлайн наставата. Истражувањето го опфати мислењето на 1003 испитаници. Вклучени биле родители на деца од основно и